Здраво, првачиња! Јас сум наставничка Билјана и работам во Основното училиште Киро Глигоров, општина Центар, Скопје. Драги ученици, на овој час ќе научите зошто е училиштето интересно и привлечно за учениците. На училиште одите за да научите за се она што не обкружува, за човекот и за вас самите. Ќе откриете кои се вашите интереси и што ве прави задоволни и среќни. Училиштето е место каде што се запознаваат најдобрите другарчиња. Се играат многу игри, се учи како да се почитуваат правилата на однесување. Ќе откриете како училиштето ви нуди безброј активности и можности за да го поминете слободното време и да стекнете многу знаења и вештини. Денес на овој час по македонски јазик ќе учиме зошто одиме на училиште. Ќе кажеме за значењето на училиштето и животот во него. И ќе кажеме зошто е важно да се учи. Драги ученичиња, јас сретнав едно прваче. Таа се вика Елена. И сега ќе ве запознам со неа. Таа е многу загрижена. И сега ќе ја прашаме зошто. Како си, Елена? Зошто си толку замислена? Денес, за прв пат, треба да одам на училиште. Ќе одам во прво оделение. Се прашувам, зошто треба да одам на училиште? Сите ми велат, Елена, мораш да одиш на училиште. Треба да одиш на училиште. Мораш да учиш. Зошто треба да учам? Елена, не постои човек што не бил на училиште. Одењето на училиште е многу важно. Сигурно веќе си го поставивте прашањето. Зошто одиме на училиште? Особено кога не сте среќни што мора да одите на училиште. Постојано се прашуваме зошто мора да одиме на училиште. Особено кога стануваме наутро и кога треба да одиме на училиште. Ајде да се обидеме да одговориме на ова прашање. Сигурно имате неколку одговори. На училиште одиме да учиме. На училиште одиме да пееме. Одиме да се дружиме. Но на училиште се разбира, одиме пред се да научиме нови работи, да пресметуваме математички операции, да бидеме успешни во работата, да читаме и пишуваме, да пееме, да се дружиме и да ги почитуваме другите. Но зошто да учиме и да научиме? Што ако научиме и си одиме дома со наученото? Ако нешто добро сме научиле, наученото не се заборава. Затоа секојдневно, кога од училиште се враќаме дома, со нас носиме нови знаења и вештини. Но не учиме само на училиште, учиме и дома. Дома ги научивме првите зборови. Дома научивме да одиме. Научивме да трчаме, да возиме велосипед, да разговараме со другите луѓе.
На училиште ќе научиме да зборуваме поубаво, да ги почитуваме правилата и да ги употребуваме волшебните зборови, како што се те молам, извини, ќе можеш ли, ти благодарам, многу си љубезен. Секој човек, откако ќе се роди, треба да научи да зборува, да научи да се движи, да оди, да трча, да плива, да вози велосипед. Важно е да научи да оди и да се движи, затоа што човекот живее на земјата. Треба да научиме многу работи, за да го разбереме светот. Човекот живее на земјата, во друштво на животните и растенијата. Тој на училиште учи за растенијата и животните, за да свати дека и тие се важни за животот на земјата. Понатаму, има животни и растенија во океаните. Освен земјата, сонцето е ѕвезда, но има и други планети и други ѕвезди. Учиме за се она што не обкружува, за да можеме да го разбереме светот и нашето обкружување, да ја разбереме природата, но и да ја заштитиме, да ја користиме нејзината добрина и нејзината лековитост, да рециклираме предмети, за да немаме отпадоци во реките, езерата и морињата. Да научиме повеќе за луѓето, за да можеме подобро да ги разбереме, а со тоа и да ги почитуваме. Да ги почитуваме различностите. Секогаш да им помагаме на постарите. Да научиме да бидеме хумани. Да се забавуваме со другарчињата. И најважно, на училиште да ни биде убаво и интересно. Но треба да научиме многу нешта и за нас самите. Да знаеме се за нашето тело. Например, како се вари храната, како се создава сила во мускулите, зошто е важно да ги миеме забите, да се запознаеме како мислиме и како ги решаваме проблемите. Некогаш учењето е многу тешко. Заморно е, а можеби и не е интересно. Но многу работи се важни да се научат, за да живееш на овој свет. Например, многу е важно да научиш да читаш, а помалку е важно да научиш да возиш ролерки. Ако не ти е доволно учењето на училиште и сакаш да научиш и други работи, ништо не те спречува во тоа. Може да учиш и надвор од училиштето, да членуваш во спортски клуб, да играш во играорна група, да играш шах, да свириш на музички инструмент. Важно е да научиш да работиш. Со учењето добиваме слобода да избереме што сакаме да правиме понатаму во животот. Затоа што колку повеќе сме научиле за светот, толку подобро ќе живееме. Елена брза да оди на училиште. Значи немаме многу време. Треба да побрзаме
и да се подготвам за научилиште. Наполни го, мамо, ранчето цело, со боенки и тетратки и шамивче бел. Научи ме, тато, чевлички да врзам, зошто утре рано на училиште брзам. Другарчиња многу таму ке имам. Прва ќе вредно јас ке бидам. Драги првачиња, ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна и среќна училишна година. Довидување!